На локацијата каде што денес се наоѓаме на паркингот пред спортската сала Борис Трајковски има над 100 возила кои што се оперативни за да во наредните 72 часа го исчистиме онака како што заслужува да биде чист нашиот главен град. Дополнително има и 800 и повеќе од 800 лица кои што се вклучени оперативно во оваа активност. Акцијата ќе трае, како што споменав, наредните 72 часа и ефектот ќе може да го почувствуваат сите скопјани од истото. Инаку сакам и јавноста дополнително да ја информирам, пред да се заблагодарам и на моите колеги денеска градоначалници кои што се приклучија нормално во ова спроведување на оваа наша активност, дека до сега во моментов одстранети од работа од јавните претпријатија се вкупно 371 лице кое што или не оделе на работа, а земале плата, или пак вршеле злоупотреба на своето работно место, а сето тоа го плаќале граѓаните. Тие активности и проверки ќе продолжат и во наредните денови, за сето тоа ќе бидете информирани. Дополнително има една информација која што стигна денеска до мене, подкрепена секако со документи, а повикувам вечерва да надлежните институции постапуваат, а тоа е дека биле ангажирани возила изминатиот период за чистење во комунална хигиена и истите возила се плаќани на име на физички лица кои што земале интелектуални услуги во износ од 5 до 10.000 евра, така што повикувам да се вклучат институциите одговорни и надлежни за ова и да испитаат работата.